Драги гледачи, добро дојдовте во новото издание на нашата младинска емисија. Со сигурност, оваа емисија ќе биде патување исполнето со инспирација и емоција. Денес имаме чест да го споделиме разговорот со наша млада, талентирана сограѓанка, чии успеси и посветеност на музиката не само што ја инспирираат, туку ја воздигнуваат во светот на уметноста. Добре дојде, Емилија. Добро ве најдов. За почеток, раскажи ни како започна твоето патување со виолината и што те инспирираше да ја одбереш токму оваа уметност? Епа вака, јас талентот за музика го имам наследено од татко ми. Иако тој не е музичар и не свири ништо, тој многу ја сака музиката и таа му останала неостварена желба во животот, но ете ја остварува преку мене, да кажам. Моето приказно ствари почнува уште кога татко ми бил средношколец и во тоа време некој свирел гитара, значи зборувам за времето без Facebook и Instagram, кога немало такви занимации. Едноставно тој што свирел гитара, можам да кажам дека бил главна атракција. И тогаш, бидејќи татко ми не знаел да засвири, уште тогаш самиот на себе си кажал дека ако еден ден се оженам, имам дете, своето дете обавезно ќе го запишам на музичко училиште. И така на 6 години, кога јас имав 6 години, на македонската телевизија ја емитува една од најпознатите турски серии, тоа е Величествениот за султанот Сулеман. Епа токму најдобриот пријател на султанот Ибрахим во филмот свиреше виолина. Тука јас прв пат го слушнав звукот на виолината и можам да кажам се залюбив во него. Па затоа кога моите ми кажаа тогаш ќе те запишеме на музичко училиште, па да свириш пијано, ми рекоа. Па ако ти тргне добро, ако не, пак добро, нели, да си жива и здрава. Но тогаш јас самата реков, не, јас сакам да свирам виолина. Па на некој начин јас самата си го одбрав инструментот. Сега јас моето музичко образование го започнав тука во основното музичко училиште Васо Карајанов во Гевгелија, во класата на професорката Марија Спасовска, а солфеж ми предаваше професорот Ѓорѓе Улишев и да, тие ми се почетоците. Колку време вежбаш дневно и како изгледа твојата рутина како млада музичарка? Јас секој ден одвојувам 3 до 4 часа за вежбање виолина и сметам дека тоа ми е сосема доволно заради тоа што поентата во вежбањето не е колку се вежба, туку како се вежба. Бидејќи ти можеш и цел ден да вежбаш, но ако не вежбаш правилно, тогаш повторно не може да се има никаков резултат, затоа не е толку до време траењето, туку до тоа како го искористуваш времето. Кои се твоите најголеми достигнувања досега и дали имаш некој настап кој ти е особено драг? Па, сите настапи си имаат посебно значење за мене, но еве ако веќе треба да одберам, јас би избрала 3 кои што ми се посебно драги. Првиот е мојот прв надпревар по виолина, тоа беше државен надпревар, кога имав 9 години. И тогаш освоив 3-та награда во Скопје на државно ниво. Тоа ми е првиот драг настап. Вториот е настапот кога настапував како дел од кога настапував во еден оркестар, предводен од студент на факултетот за музичка уметност во Скопје. И тој концерт беше пред 3 години, се одржава во музејот на македонска борба во Скопје. И тогаш свиравме прекрасна програма, значи преубави дела од Моцарт, Грик, Бах. И тоа беше едно прекрасно искуство за мене и ќе го паметам за секогаш. Се сеќавам дека после тој концерт со месеци бев под импресија од тој концерт. И последен би го издвоила настапот на манифестацијата по повод 80 години Црвен крст, на кој што ми беше многу голема чест да настапам. Воедно чувствував и обврска да настапам на тој настан, заради тоа што Црвен крст ми беа голема подршка во периодот кога имав некои здравствени проблеми. Како дојде до соработката со Црвен крст Гевгелија и што значи таа за тебе? Па, соработката со Црвен крст започна така што добив покана да настапам на манифестацијата 80 години од Црвен крст. Црвениот крст за мене не е само организација, туку и место со луѓе кои што имаме иста мисија да помагаме и затоа сум
многу среќна што еве од сега ќе почнам да бидам член и да учествувам во акциите на Црвен крст, заради тоа што знам колку едно мало дело може да направи голема разлика. Имаш ли некое посебно искуство со хуманитарни настани во кои се учествувала како музичарка? Не, досега не сум учествувала на хуманитарни настани, но многу сакам да го правам тоа. Се надевам дека во иднина ќе имам можности каде да настапувам, но јас би сакала не само на настани, туку да учествувам и на секакви акции за помош на тие кои што имаат потребна. Каква емоција сакаш да пренесеш преку твоите настапи? Преку мојата музика јас би сакала да пренесам емоции кои што со зборови не се опишуваат. Сакам луѓето да ја почувствуваат љубовта и страста со која јас свирам и ако можам барем за миг да ги одвлечам од сите секојдневни проблеми, мислам дека тогаш сум успеала. Дали музиката може да биде моќен инструмент за подигање на свеста на хуманитарни прашања и дали си подготвена заеднички да испишеме уште хумани приказни? Музиката и текако може да биде моќно средство кога се работи за хуманитарни прашања, бидејќи таа има моќта да допре до душата на луѓето и мислам да ги обедини кога се работи за заеднички цели. Тоа го потврдуваат бројни настани низ историјата, бројни концерти со хуманитарен карактер. Еве пример на кој сега се сетив е нашата најголема музичка звезда Туше Проевски, кој што беше голем хуманитарец. Тој одржуваше многу бројни хуманитарни концерти. Исто така песната еве We Are The World, напишана од Майкл Джексон и Лајнел Ричи, исто така собра огромни средства за гладните во Африка и многу други концерти го потврдуваат тоа дека музиката може и текако да помогне за хуманитарни цели. Кои се твоите идни планови? Имаш ли сон за меѓународна кариера? Вака годинава јас сум матурантка и здравје Боже, до октомври сакам да продолжам на музички факултет. Исто така, летово сум примена да свирам на еден европски оркестар. Оркестарот се вика European Spirit of Youth Orchestra, или на македонски Европски дух на младински оркестар. Секоја година се составува оркестар од 50 најдобри млади музичари од цела Европа и овогодишната турнеја ќе трае еден месец и ќе биде низ земите низ Хрватска, Словенија, Италија, Австрија и Швајцарија. Така да сум многу возбудена за тој проект и едва чекам. Што се однесува за идни планови, да кажам, како и секој млад човек, и јас имам големи соништа, така да јас самата себе се гледам на најголемите балкански сцени, па и поширок. Каква порака би им испратила на младите луѓе кои сакаат да се занимаваат со музика и воедно да предонесуваат за заедницата? На сите млади луѓе кои се занимаваат со музика и сакаат тоа да им биде, да кажем, животна определба, би им препорачала никогаш да не се откажуваат, дури кога можеби тие околу нив нема да веруваат во нив, бидејќи сметам дека ако се остане истраен на тој пат, еден ден верувам дека трудот ќе се исплати. Ако можеш да свириш една единствена композиција за да допреш нечија душа и да ја инспирираш на добрина, која би била таа? Ова е навистина тешко да се каже. За мене дури невозможно, навистина ми е невозможно да одберам една композиција, заради тоа што има толку убави мелодии, затоа не можам да кажам една. Не би можела да одберам една. Те благодарам, Емилија, за прекрасниот разговор. Ви благодарам и вас многу на поканата. Драги гледачи, ви благодариме што бевте со нас во уште една емисија 10 прашања со. Со нови содржини очекувајте не наскоро. Довидување до следната емисија.